Do I have a favorite place? I don't have a favorite place. There are places which are just remarkable. I mean, of course, Ohrid is amazing, and Ohrid Lake is amazing, but so is Prespa. And when you travel between Ohrid and Prespa over up to Galičice, it's breathtaking. But there are many other breathtaking places in the country. You can go over to over towards Berovo, and that area is also wonderful. Up in the mountains at Shah. Or you can be in some of the cities, and Skopje is a wonderful place to be. I mean, I particularly like the jazz bars and the nightlife that you have here, which is really outstanding. Сега сите кои ќе ме видат на друго место освен Дојран, чекај па дали живееш во Дојран? Ако да живеам во Дојран, ама ја не престанувам да сакам да истражувам. Еве сега открив ново место Стрезовце на Брвнара, преубав еден ранч, бев таму 10-15 дена. И веднаш луѓето се пресели во Стрезовце. Не бе луѓе, бев на 2 недели да открием некое ново место. Се уште го правам тоа. Знаеш од кај е Паско Кузман? Од кај е? Го знам од кај е, да. Од Вапила или од Сирула? Од Сирула не е сигурно. Да, од Вапила. Човекот има гениална приказна дека како дете, меѓу двете села Вапила и Сирула, кога си играле како деца, он ги гледал Самоиловите тврдини во Охрид. И тоа е 20 на километри воздушна линија. И им викал на другарите, еден ден јас таму горе ќе работам. Многу сум горд, бидејќи Самоилова тврдина ја памтам уште како дете. Од 9 километри далечина имам гледано, имам сонувано еден ден да живеам во Самоиловата тврдина, под Борец. Кога дојде моето време како археолог, од 5 жили сакав и се борев да се копа на Самоиловата тврдина и го направим она што го направим. Колку е стар Охрид? Јас како што знам 2400. Колку? 2400 години. Ништо не е тоа. Толку е урбаната историја на Охрид. Охрид е стар според нашите истражувања археолошки, кои што се подкрепени со C14 од Цирих и во Франкфурт на Мајна, значи екзактни податоци, со дендрохронолошки анализи на колците од најстарата населба во Охрид, која не е на ридот најстарата населба, туку во низинскиот дел, а 5891 година пред нашата ера, тоа е далеко во преисторијата, односно во раниот неолит. Ако му ги додадеме овие сега 2023 години, колку ќе направат? 2023 и 5891 ќе направат 7914 години. Толку е стар Охрид. А на локалитетите имате од 19 век, наназад го имате среден век во длабочините, имате антиката, која е најбогата на вистина, и имате преисторијата. И после преисторијата имате здравица и крај. Кога институциите може да ја работат својата работа и да се грижат за културното наследство, навистина успеваме да представиме предмети од неолитот и од другите преисториски периоди, и секако од антиката и средниот век, кои се голем репрезент на Македонија, мислам и на секоја друга држава. Ние имаме и tekako големи амбасадори во нашата земја, кои треба да ги почитуваме, за кои треба да се грижиме и кои треба уште повеќе да ги акцентираме како представници на културата на ова поднебје, кое има свој палеолитски, неолитски, бронзенодобни, железнодобни, антички и средновековни корени. Македонија секогаш ќе биде, таа е поврзана и со Блаже, и со азбуката, и со мене, јас би рекол, бидејќи така бев одгаен и воспитан во тој дух, дека нашето е посебно, дека нашето има таа наша специфика, таа наша вредност. Во нашата лабораторија се наоѓаат 13 дела кои се предмет на конзерваторско-реставраторска постапка од куќата на легатот на Лазар Личеновски. Додека трае процесот на конзервација на делата, трае и процесот на реконструкција на објектот, односно ателието на Лазар Личеновски. И се надевам дека паралелната работа на крај ќе овековечиме со една убава изложба. Планираме
да бидат делата поставени во истиот распоред, нели, можеби со мали измени. Па мора да признам дека мене ми се свиѓа како тоа звучи европски сликар. Можда вака да ви поставам едно друго прашање. Ајде. Како би изгледал Мартиновски ако не се родил во Македонија, туку се родил, например, во Франција? Па сигурно ќе одевме на изложби Во Лувр и во... Лувр, да. Мојата врска со сликите е пред се емотивна. Нели, јас не можам да гледам на сликите како што гледаат историчарите на уметноста, ниту како што гледаат обичните љубители на уметноста. За мене таа емотивна врска е секогаш најважна. Сите можни параметри за најместо за тие работи е Македонија. Значи сонце, ветер, вода, метеоролошки појави, дожд, бидејќи и дождот се користи, нели? Морам да ти признам дека особено во моите краишта, значи Струмица Дојран, тоа е на едно европско ниво. Ако земеме со автомобил да тргнеме од центарот на Струмица кон Ново село, или кон Банско да речеме, и да поминеме, ти не си видела почисти, посредени села и на секоја куќа по неколку соларни панели. Нашата идеја да развиваме простор, значи и инфраструктура за одржлив туризам, ќе повторам неколку пати овој термин, мислам дека е многу значаен, да денес имаме навистина еден објект кој што има доволно задоволува услови да можат одредена мала бројка на луѓе да го посетуваат. Имаме, значи, на наша иницијатива, без тоа да е некоја сериозна обврска, поставивме пречистителна станица за отпадни води, така да и оние малку отпадни води кои генерира повторно се враќаат во природата, меѓутоа филтрирани и пречистени, така што на некој начин се обидуваме да бидеме и репрезент на еден таков вид самоодржливи објекти кои имаат минимален импакт на природата. Ако Охридското езеро е човекот, тогаш Преспанското езеро се неговите очи, а Студенчишко блато представува душата на Охридското езеро. Неговиот литички карактер кој го има, не само што представува блато, туку представува една природна, прочистителна станица за Охридското езеро. Не е само на нас македонците, неко и на секој европски граѓанин жител, затоа што ова е светско наследство и ова е единствен извор на живот, кој изгласан и во Европската Унија за, не дај Боже, доколку дојде некои сериозни климатски промени или било каков карактер, тогаш ова езеро представува опстанок за секој живо битие и на човекот. То да, вистина. Многу е тажно и затоа ние максимално се трудиме и да ја подигнеме и свеста, активно се вклучвиме со вадење на отпад и сега веќе влегвиме во градинките со помладите деца, со најмалите, кои имаме добра комуникација, многу брзо не разбират и тие се исто како нас, одма се впуштат во акција, не размислуваат многу. Ова е светско наследство и само заедно можеме да го спасиме. Во последните 4 години не сум се качила во автомобил повеќе од 3 пати. Ајде, грижата за околината нека биде и на последно место, иако кај мене е меѓу приоритетите. Меѓутоа, ете, нека направи секој по едно мало отстапување, еден храбар чекор за да тргнат работите напред. Едно е значењето на самата шалтер сала како зграда, друго е значењето на телекомуникацијскиот комплекс како целина архитектонско-урбанистичка и јас секогаш сакам да го гледам и малце пошироко, а тоа е во контекст на поземјотресната обнова на Скопје, заради тоа што и тука би тргнала од најшироката слика, поземјотресната обнова на Скопје представува веројатно најзначајниот архитектонски сегмент од нашата понова архитектонска историја. Кој стих ќе му легне како залепен на него? На ветерот? Не, на Скопје. На Скопје? Приказни малски урбани легенди, тенка линија помеѓу деликвенти и таленти. Од југо до петли, тешко без медикаменти, зелено за душа, за синуси бели ленти. Те знам од мала, сега порасна голем, ти само биди ми добро, а јас ке бидам задоволен град. Скопје е мој град, мој град. Европска звезда во подем значи едно, можеби за македонци, значи друго за луѓе од Германија или за Франција. Мислам, нивните соработки се многу почести.
Македонија е никако затворена земја во однос на тоа, меѓутоа мали чекор по чекори се стига секаде со многу работа и посветеност. Прво морам да признам дека сум ја имала можноста и шансата, мислам и среќа. Прво и основно е среќа, ама второ е многу напорна работа и многу голема посветеност. Јас се сеќавам уште од студии многу често барав начини да одам на било какви работилници, да учествувам на филмски фестивали, театарски, што повеќе тоа подобро, да можам да создадам мрежа на луѓе кои што се во Европа, бидејќи никако тоа е она кое што на крај ти помага да стигнеш да те видат, нели? Се разбира, во Европа како за се останато во секоја област трудот повеќе се исплати, меѓутоа за мене тоа не беше најважното. Најважното е дека бидејќи тоа е поголема индустрија и занаетот е можеби поголем, има подобар занает. И во таа смисла можеш да имаш многу почесто подобри проекти, да стигнеш до подобри проекти. Кај нас имаме ние прекрасни успеси на македонскиот филм во последните неколку години, меѓутоа тоа се случува од време на време. Квалитетот за мене е многу важен. Едноставно се случи да ме викнат да го сработам тој филм. Ја добив таа можност, ја сработив и после тоа добив уште една серија да ја работам во Бугарија, на релација Софија-Скопје и така почна се. Ми честито ја доби улогата кога можеш да дојдеш во Софија и тргна приказната. Следниот проект беше нешто сосема друго, беше телевизиска серија, 40 и неколку епизоди во продукција на телевизија Нова. И тоа беше серијал каде што играм улога на нешто сосема различно, негативец. Има во животниот текст се случуваат работи кои што по случувањето може да се карактеризираат како битни или како важни, кои што можеби ја оцртуваат кариерата на одреден уметник. Сигурно дека тој огномет во Дубај, кој што во тоа време, па мислам дека и се уште одржи Гинесовиот рекорд за најмногу потрошени пари. И најдолг, и најекзотичен. Најдолг и најмногу потрошени пари за, како се вика, за огномет. И ова дрон шоу кој што се случуваше во една пустина во Саудиска Арабија, и тоа беше исто навистина фасцинантно. This place has seen many changes. Многу е битно децата да ги научиме преку математиката да прават анализа, да размислуваат и на крај да ги синтетизираат знаењата за да дојдат до решението на проблемите. Кога ние математиката ќе ги научиме дека им треба буквално за сите области од животот, тогаш ние ќе имаме граѓани кои што ќе знаат да носат вистински одлуки, и лични и професионални. И ќе можат тие математички знаења утре да ги применат во секој дел од животот, а најмногу сакаме и на професионален план, каде што ќе можете да ги уновчат и да бидат и добро платени понатака во областите кој каде што ќе се пронајде. Дали имаме овдека кошаркарска селекција на кошаркари во Куличка, ми рекоа дека не е. Една година работевме напорно за да создадеме првично услови за да можат луѓето кои што сакаат да тренираат кошарка да дојдат и да почнат да тренираат, бидејќи ова е доста скап спорт. Сите овие колички коштаат многу пари, една количка кошта повеќе од 4000 евра. Успеавме да со помош на општествено одговорни компании добиеме 6 нови колички. Нашата цел, кога почнавме ова да го правиме како проект, беше да сите оние луѓе кои што ќе дојдат тука, да останат тука што е можно подолго време. Тоа ќе биде за нас еден голем успех, затоа што на овие луѓе стварно им треба физичка активност, а вие знаете дека физичката активност е многу корисна, поготово за оваа целна група на луѓе. Наша целна група се деца. Значи, кога кажувам деца, потенцирам дека не правиме разлика
на вид на попреченост, на вид на различност која што има детето и типичност, односно атипичност. За нас се сите дечиња, деца кои што сакаме да ги анимираме. Значи заедно да ги анимираме, инклузивно, да почувствуваат токму она што претходно спомнавме, таа самотијата што ја имавме во тек на короната, да излезат од таа школка овие дечиња кои што се со попреченост и да бидат видени, да бидат слушнати, да бидат едноставно препознаени од општеството и општеството да види дека тоа се лица, деца исти како сите нас што сме овде. Едноставно тоа се лица со име, со презиме, со можности, со афинитети, способности, различни како и ние што имаме различни. Идејата првично ми се роди бидејќи сакав нешто да направам тука за нашата заедница, тоест ЛГБТ заедница тука во Скопје или во Македонија генерално. И додека прелистував низ идеи за што би можел да правам, подкастот се роди како идеја. А зошто имав потреба зошто сакав воопшто нешто да направам? Е тоа заради тоа што се осеќах привилегиран јас во мојата ситуација како геј човек со моето обкружување, со моите родители и со мојот живот кој што го живеев, дека далеко се разликува тоа што е, да кажам, стандардот за геј човек тука во Македонија и мислев дека таа моја привилегија треба да ја искористам за да му помогнам на други луѓе кои што не се привилегирани како што сум јас. Можда сум еден од ретките кои толку јавно го кажува тоа и ги искажувам моите ставови и чувства и верувам дека можам да помогнам на некој, само на еден човек да му помогнеш, се заврши многу голема мисија на земјава и се осеќаш убаво, бидејќи анксиозноста е многу зачестена форма на луѓето мислат дека е болест, тоа не е болест, него е state of mind. Така да ако си ти физички прегледан и си секако што треба, тогаш имаш генерално проблем со анксиозност кој воопшто не е опасна, само треба да се прифати и да ја третираш и да знаеш каде те погаѓа и кои симптоми, дека има симптоматика различна на тоа. That everyone has, in this country, I believe the statistic from 2019 from the OSCE is that 45% of women and girls have been victims of some sort of psychological, physical, or sexual violence from their partners or their previous partners. So this is happening in your community, in your buildings, and obviously in your families. So making sure that you can recognize when this is happening, being the person who can listen to people who have suffered from this is really important for everyone to get involved. And this issue of HIV and AIDS was directly affecting many people that I knew, friends as well as a wider community. I was a lawyer, and in the course of my practice, I increasingly had a number of cases which were dealing with issues around discrimination related to HIV and AIDS. And so at some point in 1990, I was given an offer of taking on this full-time. And so from that period, for a period of 2 years, I worked exclusively on HIV and AIDS. At a time when people were dying, normally then if you had a diagnosis of AIDS, your chances of surviving long were very small. There were insufficient medicines available, the treatment was still quite rudimentary, and the treatments that were available often had very uncomfortable side effects. So it was a very difficult period, and a period where there was not just the scientific problems, but also societal responses and discrimination, stigma, which was one of the biggest issues to challenge. We, dealing with the law, were a minor player, even though I think we made differences to individual lives. Фантастични сте.